Меѓуседната соработка во општина Кавадарци постои долго време. Ова не е прв пат ифтар да правиме во Кавадарци за време на рамазанските постои. И се чини дека е шести поред, ако не грешам. Шести поред, републички ифтар. Да. И пред се ми представува често задоволство, пошто општина Кавадарци не гледа на бројноста на луѓето, него јас како градоначалник и како локална самоуправа се стремам и ја сакам да гарантирам за секој еден човек во општина Кавадарци дека има место, без разлика за бројноста, без разлика на неговата верска исповед и секој еден кој што ќе се роди на територија на општина Кавадарци ќе биде испочитуван се до неговото заминување. Така да ова е едно добро дело кое што може да направи општината, да имаме добар соживот пред се, а нормално и денот кога ќе дојде за заминување од овој свет да биде достоинствено според верските обреди испратен така како што доликува. Мене ми е чест што денеска можеме тука да присуствуваме на муслимански гробишта и ова капела која што ќе биде од функција за потребите на обредот. Ова е дел од животот на секој еден човек, така да мислам дека општина Кавадарци ги исполнува своите обврски према сите граѓани без разлика на вероисповед. Ше еднаш благодарам за посетата и да не стане традиција. Јас денеска сум горд и многу задоволен што сум присутен во овај крај, значи во вашиот крај. Прво, поради функционирање на овај нов објект кој ќе им служи на сите луѓе за верски обреди. Значи, јас сум многу задоволен кога го видов како е направено со сите модерни услови. Значи, еден објект кој навистина добар е, убав и со сите функции кои се потребни. Друго, сакав да искажувам моето задоволство спрема сите луѓе кои придонеле за овај објект, посебно за господин градоначалник на градот Кавадарци, господин Митко Јанчев, кој не само што придонел службено со документацијата, туку допринел и со сето своето срце и душа да дојдеме до ваков еден објект. Господин градоначалник докажал дека нашата цел во нашето живење е човекот. Значи, вниманието кон човекот без оглед кој и од која припадност е, тоа е доказ дека навистина ги свативме правите Божји закони, дека човекот е најубаво дело Аллахово, Господово и секогаш треба да бидеме во служба на човекот. Тако како што господин градоначалник придонел, значи сите луѓе во овој град треба да бидат во служба и да го видат председател, односно градоначалникот како модел, како треба да се помаже свакоме без оглед која верска припадност е и која нација е. Значи, многу сум задоволен и затоа сум дошол вечерва да го почитувам и градоначалникот и неговото залагање и неговиот однос према сите граѓани и да докажувам на лице место дека исламската верска заедница навистина е таа која сака да ги почитува сите луѓе кои навистина допринесуваат и во напредување на нашиот живот, како и во соживотот. Соживотот е многу важен, затоа што Господ одредил ние да живееме заедно во оваа земја и секој атак против волја на Господ, значи атак и против самиот човек и така натаму. Тако да, многу сум задоволен, јас сум сретен за ово големо дело. Да даде Господ секогаш да присуствуваме во добри дела, во дела кои не унапредуваат, кои не развијат и така натаму. Честитам и фала ви многу на точка.